Наследениот огромен финансиски долг и небесно високите цени на струјата нема да ја пореметат основната дејност на јавното предпријатие ИСАР, што значи чиста вода и чисти улици граѓаните ќе имаат, изјави на денешната средба со новинарите директорот Трајче Здравков. Ќе се трудиме максимално да одговориме на главните дејности на овој јавно предпријатие, односно навремено водоснабдување со чиста вода, редовно чистење, метење и собирање на сметот и одржување на зелените површини. Во меѓувреме, за само 2 месеца од назначување на новиот раководен тим, јавното предпријатие ИСАР врати долг од 250.000 евра, што во толку краток период досега не се случило, потенцираше Здравков. Во изминатите 2 месеци со честно и домакинско работење раздолживме 16 милиони денари. Но јавното предпријатие за жал се уште не е ликвидно и е со долг од над 280 милиони денари. Во изминатите години дозволено е долгот кон приватниот добавувач за струја да достигне сума од над 30 милиони денари, со што резултираше да не биде раскинат договорот за струја и јавното предпријатие од 1 јануари да излезе на слободен пазар, каде што според нашите анализи ќе плаќаме минимум 4 пати повисока цена на струјата од таа што ја плаќавме сега. Со оглед на неизвестниот расплет со цената на струјата, која за ИСАР во овој момент значи месечна сметка од 350.000 евра, Здравков очекува помош од општината, но и користење на вода од хидросистемот Злетовица. Ќе ни биде овде потребна помош и од локалната самоуправа, за да излеземе од оваа криза, за потоа полека да можеме нормално да функционираме сами. Доколку бидеме на таа вода од хидросистемот Злетовица, трошоците за струја според нашите анализи по оваа висока цена би биле исти како претходно кога немало енергетска криза, како што е плаќало јавното предпријатие. Значи околу 4 до 5 милиони денари. Инаку ИСАР во овој период од работењето се соочува со огромни финансиски проблеми, бидејќи сегашното раководство наследи долг од планински 5 милиони евра. Без оглед на ова, од предпријатието велат дека проблеми во тековното работење нема да има. Реагира од СДСМ. Новиот менеджмент на ЈП ИСАР, заедно со новата локална власт, очигледно имаат намера само да се жалат и да бараат подршка и помош од централната власт. Јавното предпријатие ИСАР во 2017 година беше затекнато со далеку полоша финансиска и секаква друга состојба. Долгот за струја беше над 25 милиони денари. Тоа што не знаат да ги сервисираат долговите дека не се користи како алиби, а раскинувањето на договорот од снабдувачот не е само по тој основ. Едноставно, треба да преземат активности за да се справат со енергетската криза.